Добра вечер, гледате Топ тема. Разорниот земјотрес во Албанија отвори многу прашања и дилеми во земјава. Македонија има строги стандарди за безбедност при градење, но колку истите се почитуваат? Дали има простор за загриженост кај граѓаните? Зошто Сеизмолошката обсерваторија оставена да работи со тројца луѓе? Гости во вечерашната Топ тема се Драгана Черних од Сеизмолошката обсерваторија, Васко Шешов од ИЗИС, Дарко Наков од Градежниот факултет и Бица Јакимовски од Градежната комора во Сојузот на стопански комори. Добро вечер за сите. Актуелна тема, вечерашнава емисија ќе почнам со Черних, но првото прашање, измеривте ли денеска нови земјотреси, имаше ли нови земјотреси? Сеизмолошката обсерваторија постојано ја следи сеизмичноста која што доаѓа од подрачјето на Драч. Денеска имаше неколку земјотреси со магнитуда од 3,5 според Рихтеровата скала, тоа се мали земјотреси во однос на оној што беше пред некој ден од 6,4. Така да, значи можеме да кажеме дека таму веќе се смирува тлото, бидејќи вчера имавме уште еден земјотрес со јачина од 5,2 беше според Рихтеровата скала, што мене лично баш ме изненади, пошто после 3 дена така силен земјотрес, меѓутоа еве денеска имаме само неколку земјотреси со магнитуда од 3 и нешто. Изминативе денови по социјалните мрежи читавме секакви информации, особено дека дел од сеизмолозите предупредуваат дека во следните 2 месеци тлото ќе се тресе. Тоа се, како да кажам, новинарите што пренесуваат вести од нашите колеги од Црна Гора и од Хрватска. Јас ги погледнав изворните информации од Црна Гора и од Хрватска. Тие се идентични на она што го кажува Сеизмолошката обсерваторија, меѓутоа новинарите веројатно сакаат малце да бидат по-ексклузивни па да кажат нешто повеќе од тоа, меѓутоа како што веќе многу пати кажав дека науката не може да предвиди точно кога ќе се случи земјотресот. Меѓутоа може да каже дека во одредено подрачје за одреден временски период може да се случи земјотрес со одредена јачина, значи одредена веројатност за тоа. Тоа значи дека може да биде и утре и може да биде после 10 години и така натака, меѓутоа тоа постои. Значи, може да се очекуваат сега и авторшокови во следниот период? Па би требало да веќе се смирува, меѓутоа тоа не би можел никој да каже. Значи, од кога ќе заврши серијата, значи може следната година кога ќе се изучува сеизмичноста од тоа подрачје за тој временски период да се каже точно кој бил главниот шок, кои биле форшокови, кои биле авторшокови, со кој интензитет и така натака. Шишов, ќе продолжам со вас на истава тема од аспектот на земјотресите. Каде се земјите на Балканот во европската или на светска карта на земјотреси и дали постои простор за загриженост кај граѓаните во земјава? Добро, пред се благодарам на поканата. Ја би ја искористил ова прилика на почетокот да го изразам и во моје име и во името на сите вработени ИЗИС, длабокото сочувство за сите настрадани за време на овој земјотрес и би им посакал што побрзо закрепнување на тие што се повредени и секако ИЗИС како институција во Македонија ќе пружи експертска помош за идентификација на штетите кон објектите и за евентуални потоа тренинзи на инженерите, бидејќи ние секако имаме многу добри контакти со нашите колеги од Албанија. Во поглед на вашето прашање, Балканскиот полуостров познато е дека е сеизмички активен регион, меѓутоа во секој случај граѓаните треба да бидат добро информирани дека сеизмичноста на овие простори се далеку по-ниски и по јачина и по интензитет, да кажеме, од оние што често пати ги споредуваат некои од луѓето и од овие простори со силните земјотреси што се случуваат на останатите делови во светот, пред се во доменот на огнениот прстен, Јапонија, Калифорнија, Нов Зеланд, така да земјотресите што се случуваат на наша територија се далеку послаби по јачина и према тоа и нашите објекти кои што ги проектираме за оние очекувани сеизмички дејства што се карактеристични или се очекуваат да се случат во наредниот период на територијата на Македонија или поширокиот
регион на Балканот, така да во таа карта на европски или светски земјотреси припаѓаме во така наречена средна до силна зона за појава на Што значи тоа во бројки средна до силна? Во бројки, да кажеме, очекувани максимални магнитуди на во одредени региони на Македонија од 6 до 6,5 магнитуда или во некои изолирани подрачја на Македонија каде што имаме некои податоци за силни земјотреси може и до магнитуда максимум од 7. Тоа кажува науката, тоа кажуваат истражувањата, друго е природата. Тоа се некои очекувани магнитуди кои што според студиите покажуваат дека може да се очекува во наредниот период. Она што се дебатира меѓу граѓаните, она што е најактуелно после овој земјотрес во Албанија, што доколку се случи ваков земјотрес во Македонија, што ка се случи со зградите и објектите во државава или еве оваа магнитуда од 6 до 7 која што ја кажува Шешов, што може да предизвика на македонско тло? Овака, најпрво добро вечер исто и од мене. Оваа магнитуда не е застрашувачка за наши услови, така што моите лични очекувања се дека објектите во нашата држава ќе поминат многу подобро, бидејќи ние имаме историја, ние сме од 63-та наваму сме постојано се едуцираме, ги едуцираме младите инженери, така што се почитуваат стандардите и мојата проценка е дека ќе поминеме многу подобро доколку ни се случише нас нешто вакво. Значи, можно е да има некакви мали оштетувања, онака како и што е за очекување од ваква магнитуда, меѓутоа жртви јас не би очекувал искрено, барем од објектите кои што се градени според сите стандарди и прописи. Овде не зборувам за бесправно изградените објекти за кои што никој не може да гарантира. Ќе го отвориме и тоа прашање, да го вклучам и Јакимовски како представник на градежната комора, можеби сте вие и најповиканите да кажете што може да се случи, дали се почитуваат тие стандарди при градење во Македонија, иако зборуваме дека сепак имаме високи безбедностни стандарди за градење напишани на хартија, но колку градежниците тоа го почитуваат на терен и дали постои простор граѓаните да бидат загрижени? Благодарам, добро вечер од мене. Што се однесува активно, ние во процесот на градење имаме повеќе учесници во делот на градба, почнувајќи од делот на проектирање, понатаму во фазата на изведба, надзор, инвеститор. Тоа се повеќе чинители кои што учествуваат во одредена градба. Секако согласно законот кој што е предвиден во делот на градење, кај нас реално се ригорозни мерките и во таа насока доколку се пристапува согласно законот кој што е за градење, не е возможно да се градат неквалитетни објекти, затоа што основа во случајов на самата градба е бетонот и железото, така да во таа насока сум убеден дека никој од инвеститорите и учесниците во градба не си дозволуваат да импровизираат при самото градење, затоа што и во процесот на самото градење и бетонот и арматурата и не се пресудно финансиски најголеми финансии кои што се пресудни за самиот објект. Така да во таа насока е еден апел до сите купувачи, до сите кои што веќе живеат во згради, овој кој што го кажа професорот, во ваков интензитет на земјотрес, реално ние не треба да имаме никакви оштетувања, затоа што ако гледаме ние како држава имаме многу поголема традиција во самиот процес на градење и јас цврсто стојам на тоа дека ние како држава, Македонија, во споредбена со сите околни држави околу нас имаме најквалитетни градби. Тоа со сигурност. Сака да кажете дека инвеститорите не штедат на оној дел кој што е на сеизмологија, меѓутоа се штеди на останатите трошоци кои што се при градба? Бидејќи сепак имаме различни типови на градби, секој инвеститор гледа каде не смеат да штедат во делот на бетон и железо, затоа што останатите фази се многу лесно менливи во процесот. Прашањето колку тоа се почитува на терен. Тука сега, согласно законот, мора секој да го почитува. Меѓутоа, законот за градење е дециден, секој кој одстапува надвор од гради бесправно е кривично дело.
Сите кои што учествуваат во градба, независно од делот на проектант, надзор или изведувач, мора да има лиценца. Така да мора да исполни одредени критериуми. За добивање на одредена лиценца е потребно да има вработено стручни лица од областа на архитектура, статика и останати фази кои што се користат при градење. Кој ја врши контролата за тоа како се гради, кој е одговорен? Тоа е она што граѓаните најмногу ги интересира, како да бидат сигурни дека имаат безбеден дом. Па добро е вака, ја од позицијата на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија можам да говорам, бидејќи институтот е законски повикан согласно членот 4А за така наречена дополнителна контрола пред се како во фазата на проектирање, така и во фазата на изведба. Тоа е така наречениот изработка на мислење за проектен степен на механичка и сеизмичка стабилност. Тоа викаме во доменот на проектирање. Што значи тоа? Сите градежни проекти кои што имаат градежно-конструктивен проект, значи поедноставно кажано фаза статика, мора да поминат на контрола во институтот. Значи сите градежни проекти доаѓаат на контрола во институтот. Ја можам слободно да кажам дека институтот нема пуштено проект воколку не ги задоволи техничките прописи и стандарди кои што постојат согласно законската регулатива во Македонија. Тоа значи дека воколку сите проекти се изведат согласно стандардите, тогаш се гарантира дека градбите имаат сеизмичка, сега во конкретниот случај збориме и за сеизмичка стабилност и безбедност, согласно, повторно ќе повторам, очекуваните дејства кои Имавте едно доколку тука, доколку се изведат. Да. Сега, за поголеми објекти, односно со бруто развиена површина поголема од 300 метри квадратни, тимови на институтот идат, па да кажеме, со поголема бруто развиена, кажеме, стамбени згради, поголеми фабрички хали, болници, училишта и слично. 2 пати сме должни во текот на градбата, согласно законот има 50% од изведеност на конструктивниот систем и на крајот на изведба на конструктивниот систем, наши тимови одат да контролираат дали изведбата е во согласно со проектот за кој што е добиена градежна дозвола. Сега ова викам доколку на терен вие имате и надзорен орган кој што е постојано присутен, кој што е задолжен за квалитетот на материјалите и за квалитетот на изведбата. Што доколку потврди тој надзорен орган? Па добро, имате и други органи тука, значи има и надзорен орган, воколку се случи такво нешто имаме инспекција, дали на локално ниво, дали на државно ниво, кои што се потоа како органи надлежни да ги детектираат или да ги евидентираат одредените недостатоци. Шишов, има ли манипулации и кај се можностите за манипулации? Сте се соочиле ли со... Па добро, ја не би го кажал тоа манипулации, можда малце вака потежок зборем, меѓутоа во досегашната пракса од кога е примен овој член, можам да говорам тоа се последните 5 години, низ наши раце, да кажем, имат поминато преку 13.000 проекти. Дел од нив имаме забелешки, ние ги викаме. И ја, навистина, тој процес е макотрпен и доста време ни одзема, меѓутоа се обидуваме да имаме интерактивен однос со проектантите. Да кажеме и они да учат кои се тие грешки. Ние тие грешки им ги укажуваме. Не би рекол дека тоа се манипулации, меѓутоа знаете на кој работи и греши, согласно на тоа ние ги укажуваме грешките се коригираат и потоа проектите им се дава позитивно мислење. Кој одговара доколку настана проблем? Да појасниме малку во делот на градби, на квалитетот на градби. Значи, секој објект, квалитетот може да се провери во било кое време, независно дали е во процесот на градење или веќе изграден објект. Конкретно за марка на бетон. Значи, во секое време може да се извади кер и да се провери одредена марка на бетон што е проектирано и што е вградено. Така да тука не треба се доведеме во заблуда, се доведени во прашање дали се квалитетни објектите. Објектите се 100% квалитетни. Затоа што во секое време при вградување на бетон е задолжена мобилна лабораторија која што испитува квалитетот на бетон при вградување. Меѓутоа, секоја база која што произведува бетон е задолжена да води лабораторија. Секој миксер кој што излегува од бетонска база мора да земе урне коцка за да се утврди квалитетот на бетонот, кој што се испитува во процес на 7 дена, 14 и 21 ден. Сега да прашам, чија е одговорноста доколку еве се случи некој проблем, има некој поголемо оштетување? Која превзема одговорноста?
Сега не можам одма еднозначно да говорам, Како е согласно закон? меѓутоа Согласно се констатира каде е направена грешката. Дали е направена во фазата на проектирање, таков е пуштен проектот, да кажеме со некои недостатоци, или е направена во фазата на изведба. Значи тука имаме два процеси на кои што мораме да ги дистинција да направиме. Дали е проектот грешен или во фазата на изведба. Во фаза на изведба, како што спомна Ивица, имаме голем број начинители. Не е само проектот. Тука е дали е квалитетот на материјалот добар, дали е квалитетот на арматурата, ако се работи челикот, дрвото и слично, дали тие се вградени во прав момент од кога излегле од бетонската база, сега да не одиме во детали, значи мора да се направи диагностика зашто е појавен тој недостаток или не е, да кажеме, дел од објектот е доведен во некоја, да кажам, не е стабилен или се појавили некои деформации. Значи тука има повеќе работи кои што треба да се детектираат и да се види каде лежи одговорност. Од она што го читам во законот за градба од членот 4А, тој вели дека во еден дел дека обврската за надоместна штета ќе биде натоварот на субјектот кој ја врши научно истражувачката дејност. Тоа е член 4А за кој што има и одредени спорења со години наназад дали треба само вие да ја имате тоа овластување да го користите во однос на контролите кои што се прават. Јас обидам тоа да го поедноставам малку. Добро, јасно ми е на што ви е прашањето. Тоа е можда малце вака несрекно избран конотација на членот, меѓутоа не може ниту еден субјект да ја сноси одговорност ако некој направи нешто што е во наша надлежност. Ако се прави нешто, ние не сме 24 сата присутни на терен ако некој сгреши при фазата на изведа. Тука нема каква повеќе учесници во град. Али добро, ние не бегаме од одговорност за оние задачи за кои што ни се има дадени согласно законот, така да и во фазата на проектирање и во фазата на нашите проверки на лице место ние сносиме таа одговорност и тука нема зошто да се криеме или нема зошто да не кажеме дали некој објект е солиден или не солиден. Јас само ќе ви кажам дека на голем број на објекти кои што се во фаза на изведба, ние сме укажале на некои недоследности и благодарение на нас тие објекти потоа се довеле, да кажеме, во некоја ситуација како што треба да бидат стабилни и безбедни. Наков, каква е улогата на градежниот факултет и има ли реакции и поплаки? Што се случува во однос на поплаки од тоа дека има проблеми да се јавуваат кај одредени згради во фаза на изградба или потоа? Да, вака, значи градежниот факултет генерално има, ние сме високо образовна институција, се занимаваме со образование на младите инженери и со наука. Меѓутоа учествуваме често пати сме повикани кога работите ќе тргнат наопаку, често пати сме повикани да дадеме решение, да дадеме стручно мислење, некаква експертиза за одредени оштетувања кои што се јавиле на некоја конструкција во фаза на во фаза на градба или во фаза на проектирање нормално. Значи генерално процесот е поделен на два дела, целиот процес на градење. Првиот е изработката на проектот. Овде имаме контролата, ја прави ревизијата, ревидентот. Потоа тој проект оди на мислење да добие во ИЗИС, мислење за проектиран степен, така натаму. И до овде некако работите ми се чини дека се подобрени во однос на минатото. Меѓутоа, она што се случува понатаму, значи инвеститорот избира изведувач кој што треба да ја изведе градбата и надзор кој што треба да врши контрола над изведбата. И она што го напомена директорот Шешов, ми се чини дека е клучно, дека ИЗИС не може да биде 24 часа на објект и не треба да биде. Меѓутоа, од првичното решение дека треба да имаме дополнителна ревизија, односно контрола на проектот откако е тој исконтролиран, мене ми се чини дека ако треба да направиме некакво подобрување во законската регулатива во таа насока, можеби треба да имаме малку построг надзор или дополнителен надзор над надзорот. Како што имаме Значи, во која смисла? Во смисла на тоа дека имаме проектирање на конструкциите, имаме контрола, ја прави ревизија и имаме дополнителна контрола која што ја прави ИЗИС. Ме разбирате, два пати практично се прави истата работа. Од друга страна, кога се изведува објектот, имаме единствено надзор.
кој што надзор честопати се случува да со изведувачот, тоа сакав да честопати се кажам. случува да надзорот не е постојано присутен на објектот. И тоа е една аномалија која што ние како општество мораме да ја искорениме, односно надзорот треба да биде постојано присутен и да алармира за сите недостатоци кои што се случуваат во фаза на град. Но ние честопати сме би биле сакала да се уфрлам овдека. Мислам дека основниот проблем лежи во едукацијата, во смисла и во насока на свесноста на луѓето за заштита од земјотресите. Доколку од мали нозе, значи од деца до возрастни, се едуцира дека на нашата територија има земјотреси и треба да се заштитиме од земјотреси, тогаш несомнено се наложува дека треба да се почитуваат правилата и значи нема алтернатива за непочитување, него треба да се почитува, не треба воопшто да станува збор за непочитување на правилата и тогаш нема да има потреба од ревизија на ревизија и така натака. Сигурноста и квалитетот е без компромис. Значи не постои можност ние сега дали треба или не треба, мора. Меѓутоа што е многу лесно е да биде полесно за гледачеве разбирливо. Значи при изведба на било кој објект, она што го спомнав и преска е задолжена мобилна лабораторија. Покрај тоа е секој инвеститор е задолжен изведувач да направи проект на бетон, кај што се точно одредува процесот на градба. Значи при процесот на армирано бетонска конструкција секогаш може да се испита квалитетот на бетонот. И тоа право и можност го има секој купувач да побара. Ме интересира согласно проектот како е согласно изведбената состојба. Така да во таа насока не треба да се создава слика на трошок на инвеститорот нормално. Не, контролата, мислам доколку купувачот побара ова што го зборувате. Тоа е документација која што постои. И тоа никако не може да биде на трошок на купувачот. Затоа што тоа е веќе инвестирано од страна на инвеститорот за потребите на објектот. Значи тоа не е за собствена потреба на инвеститорот, тоа е исклучиво за потребите на објектот. Тоа е лична карта на еден објект. Значи точно мора да се знае кој бетон, на која температура се бетонира, каква тип на арматура е применето. Така да не е баш така како што се замислува. Значи процесот на градба е сложен и она што е основно, мора секој да се придржува согласно јасно пропишани норми и стандарди. Така е, но ние велите мора да се придржува, но сме биле сведоци во случаи каде што изведувачот и практично надзорот се една иста фирма. Ние во пракса во општеството имаме слични примери. Се што е надвор од закон е казниво. Така? Така да и тука не е непознат изведувач, не е непознат надзор. Што му е познато, тоа треба да се санкционира, доколку постои, тоа треба да е пример за сите останати учесници во градба дека не може така да се гради. Не може да се доведува во позиција човечки живот за сметка на личен интерес. Значи, кога разговараме процес на градење, тоа мора да биде согласно проектна документација. Тоа е основа. Колку процент од трошоците, мислам дека ги има тие проценти од трошоците во однос на статиката отпаѓа кога се гради некој објект? Мислам, ги споменавте претходно дека не е големо учеството. Еве една паралела за да биде разбирливо. Може да се случи во одреден стан да се вгради плочка која што е 100 евра 1 метар квадратен и е декорација и може кога во било кое време да се промени, на некој начин и небитно. А делов кај што е арматура и бетон, тоа е немилливо. Така да во таа насока нема процес, мислам нема можност за размислување дека тука има компромис, нема. Тука мора согласно проектна документација. И што е многу битно, во процес на градење, доколку се одреди некоја аномалија да постои во процес на изведба, изведувачот е должен согласно закон да пријави дека има одреден пропуск во одреден проект. И за тоа постои можност измени во процес на градење, така да не е тоа така. Многу подобро знаат и професориве и поискусните кои што се во градежниот сектор. Значи градежниот сектор изгледа бетон, изгледа све бело, меѓутоа реално е наука. Черних, ќе ве прашам во однос на состојбите во сеизмолошката обсерваторија. Не е ново дека со години барате поголем број на луѓе, меѓутоа се уште сте со бројка од тројца, ако не се лажам, вработени и она што исто ме интересира е каква е состојбата внатре во институцијата. Подолго време сме само тројца, едно време бевме и двајца, односно две колешки, бидејќи едната беше на трудничко, така да Охридската серија
2017 година ја поминавме, значи, 2 вработини, тоа беше страшно, значи страшно огромна работа. Покрај тоа што имаше многу земјотреси, инсталиравме плюс уште една станица во манастирот во Скребатно и го издржавме стоички. Единствено не држеше нашиот ентузијазам, посветеност, желба и љубов за сеизмологијата и во крајна линија дека се тоа го работиме за Македонија и за граѓаните на Македонија. Како го поминавте сега овој земјотрес кој што се случи во Албанија, ми споминавте дека од 4 сат сите бевте. Да, од 4 сат јас себе не го почувствував земјотресот, меѓутоа одма ми се јавија на телефон и веќе за, не знам, 15 на 20 минути веќе бевме сите во сеизмолошка и сето тоа што требаше да се направи го работевме. Многу земјотреси имаше, првиот ден имаше можеби, не знам, околу 1000 земјотреси, тие сите треба да се изанализираат. Цел ден имаше новинарски екипи кои што бара, нели, известување што се случило, како се случило. Некои од екипите, да кажам, имаа среќа во живо да видат, нели, земјотрес кој што се случува, бидејќи податоците од сеизмолошките станици на територијата на Македонија и од околните држави пристигнуваат во реално време онлайн, така да како се случува земјотресот и записот оди во станиците за, нели, неколку секунди доаѓа во сеизмолошката обсерваторија, ние го гледаме на екран и, нели, потоа се пристапува кон анализа на земјотресот. Напорно, многу напорно, бидејќи тоа може да го работите едно време, меѓутоа излегува дека повеќе 3-4 години цело време сме само двајца или тројца во обсерваторијата. Надлежните, не знам, јас сакам да верувам дека вистинската информација не е стигната до правото место, дека тој што треба да одлучи за вработување во сеизмолошката обсерваторија, дека ја нема слушната оваа информација. Се надевам дека после ова можеби ќе има некоја интервенција, бидејќи тргнувајќи од тоа дека имаме, значи, сеизмолошките станици на територија на Македонија се бројат на една рака, за разлика од соседните држави. Една Република Српска има 12 сеизмолошки станици. Не треба повеќе да кажувам. Значи, северниот дел на Грција, а можеби веќе само северниот дел на Грција има 20 на станици. Да кажеме, територија од прилика како Македонија, меѓутоа има 20 на станици. Тоа повлекува, значи, прво треба луѓе за да се обслужи сето тоа, значи, одржувањето на станиците, па потоа инструментирање, значи опремување на сеизмолошките станици со одреден вид на инструменти, одржување на тие станици. Така го зборуваме и тоа. За волја на вистината секогаш сте достапни за новинарите, особено во вакви ситуации, но забележавте на реакциите на граѓаните дека ве немало. Па тоа секогаш викаат, обсерваторијата никаде ја нема, меѓутоа ние бевме 4,5 на работа, значи нашата информација веќе, не знам, после половина час беше проследена до Центарот за управување со кризи, значи до ситуациониот центар, до телевизија, радио, новинари, така да можеше таа да оди во етерот. Меѓутоа исто така имаме, значи, наша на Facebook страна каде што тие истите информации, нели, се пласираат и граѓаните можат да бидат известени за тоа што се случува, како било, или како. Меѓутоа, еве, од друга страна, граѓаните, не знам, знаат или не знаат дека 195 е бесплатен телефон од Центарот за управување со кризи и во момент кој ќе почувствуваат земјотрес, значи можат да се јават, значи без разлика дали е мобилна или фиксна мрежа, можат да се јават на телефон и да кажат да, осетив земјотрес, вака и вака. Таа информација доаѓа до обсерваторијата, тоа е многу важно за оценка на интензитетот на земјотресот. Јакимовски, ќе продолжуваме на она друга тема, дивоградби, и ако велиме дека новите градби се прават по стандарди, се почитуваат и дека граѓаните немаат простор за загриженост, што е со оние објекти кои што се дивоградби и кои притоа со законот за легализација беа опфатени и се легализирани? Секако. Тоа што се карактеризира како дива градба, секако него поминува овој процес што го објаснуваме, целиот процес на градба, и секако дека тие градби не може да доведе никаква сигурност дека тие се безбедни градби.
особено тоа дека знаеме дека кога одреден објект се гради дивоградба, значи тоа се гради на брзина без ред. Тоа е недозволиво и тоа не треба да се случува, не треба да биде пракса. Во таа насока е многу побитно ако од одреден учесник кој што е во градба, подобро е да не гради него да учествува во таков тип, затоа што согласно законот учество во градба од таков тип нелегален е кривично дело. Тоа што се дозволува да се прави легализација и како што гледаме нема крај, тоа е реално нелојална конкуренција. Значи ние од една страна кој што градиме согласно закони, прописи, норми и стандарди, доаѓаме во неравноправна положба, затоа што претходно кој што беше законот едно легализација, мислам тоа не е во ред. Сега ова исто имаме пак некои измени на закон кај што ќе има дополна. Се зголемува сумата. Ако направиме една паралела, еве сега имаме дивоградби и ако кажеме дека тие, а и реално е така, дека тие градби не се безбедни, дали еден живот треба да се спореди со тоа да се живее или да се градат дивоградби? Значи мислам дека не треба уопште да се пристапи при дивоградби да се градат. Што е со и не само дивоградби така што се легализираат, туку и оние доградби кои што постојано ги гледаме, изградена зграда од неколку ката, па потоа добива уште други катови или се градат дополнителни тераси, шесов па нако? Па добро, ја и денес имаше еден пресконференција во Градежната комора при Сојузот на стопански комори, ние истакнавме таму, ја уште еднаш навистина е сериозно прашањето и ја би апелирал до сите чинители, да кажеме, во овој градежен процес, да особено постојните објекти и оние кои се постари објекти, не би се врзувал за никоја година, меѓутоа би кажал постари објекти колку се неколку децении наназад изградени, апсолутно треба да се пристапи со голема доза на сериозност и одговорност, особено ова го говорам кон проектантите, да се направи сериозна анализа, ние велиме, на постојната состојба. Првим, дали постојната состојба ги задоволува денешните стандарди и критериуми за безбедни градби, па дури потоа да се планираат или да се проектираат надградби, доградби, како што рековте. Се уште е свежи се сеќавањата од овој земјотресот во Драч во Албанија, меѓутоа по сликите што можеме да ги приметиме, а и денес зборував со новинарската екипа ваша која беше таму присутна, се добива впечаток дека токму овие објекти, особено што се така доградувани, наградувани, се едни од најповредливите за вакви сеизмички дејствија. И навистина ние треба, особено јас зборувам првин за градежната фела, навистина да бидеме сериозни и многу предпазливи кога преземаме било какви градежни активности на овие постојни објекти. Постојат точно методи, постои методологија која изискува дополнителни истражувања и средства, како може еден таков, да кажеме, постоен стар објект да се доводи во некоја ситуација, да кажеме, да ги задоволува денешните критериуми, меѓутоа тоа се посебни мерки на санација и зајакнување, кои што недоволно може да се применуваат на некои постојни објекти што се надградуваат и доградуваат. Повторно би апелирал на сите, и архитекти, и градежни инженери, многу голема сериозност и многу голема предпазливост во поглед на овие постојни објекти. И мислам дека имаше и некои несрекни законски решенија каде што се дозволуваше на пошироки територии изградба со максимална висина од 10 метри. Такви решенија избрзани не треба да се донесуваат. Но сепак законот за легализација дозволува тие дивоградби да се легализираат, тоа беше од претходната влада, но и сега се продолжува само цената е тука, ако не се лажам, смената. Па добро, да, можевте да разберете од мојот коментар, не би се сложил и мислам дека тие објекти се први неконтролирани, нема контрола никаква во градбата, второ и во самиот процес на легализација, колку што ми е мене познато, не се бара проект, она што викаме ние статик, односно градежно-конструктивен проект. Така да големо е прашањето дали овие објекти ги задоволуваат денешните критериуми, дали се безбедни и сигурни. Зошто институциите не може да се изборат против ваквите политички одлуки кои што ги носат владите, бидејќи ова сепак е некој вид да политичка одлука? Да, и па треба да го поставите до политичарите, не до нас. Ние апелираме. Не, до институциите, зошто не може да се изборат кај политичарите? На оние настани кои што ги имаме и на симпозиуми што ги организираме, апсолутно апелираме и укажуваме, и кога имаме дебати укажуваме, меѓутоа
ако сака некој да не слушне, тоа многу лесно може во примени. Кој е вашиот став, се извинам, само во однос на новиот закон со кој што ќе се овозможи легализација на дивоградбите? Мене искрено да кажам не ми е познат новиот закон, меѓутоа апсолутно и како градежен инженер и како вработен во институтот, апсолутно би апелирал во тој процес, како што се бараат други документи, не знам, геодетски елаборат, сметки за ЕВН и слично, апсолутно да се вклучи и проект, градежно конструктивен проект, односно проект статик, по-популарно да го кажам, каде што барем ќе имаме некаков доказ во каква состојба е тој нелегален објект, дали изграден согласно технички прописи, кои технички прописи, каков квалитет на материјали е вграден, и тоа барем некако ќе допринесе. На некој начин, иначе сега кога што ми е познато, нема во тој процес нема никаков градежен проект, значи не се бара. Да, значи јас би ви кажал една интересна анегдота, не е анегдота, меѓутоа во комуникација со наши колеги професори од Европската Унија, кога пробувавме да им го објасниме поимот дивоградба, тие не знаеа за што станува збор. Велат, како е возможно? Што е тоа дивоградба? Како е возможно некој, тоа е инвеститорот, дали е тоа куќа, зграда, било што, гаража, како е возможно некој сам да си го доведе животот во прашање, животот на своите деца, и да се дрзне да гради бесправно. Значи, за нив е тоа незамисливо, а знаете дека очекуваме покана за Европска Унија, не знам што. Значи, мораме да се навикнеме да размислуваме европски. Се сложувам со професорот Шешов дека немаме никаква проектна документација за тие објекти и тоа беше еден многу лош момент кога се одлучи да се легализираат, остана само со геодетски елаборат, без никаква документација која што може да остави барем некаква трага дека тој проект како ќе се изработи, дека објектот ќе биде колку толку сигурен. Загрижува фактот, има Државниот завод за статистика, секоја година објавува бројки. Значи, минатата година биле 955 бесправно изградени објекти, минатите години над 1400. Така што ако тој бил трендот, значи ние во 30 години колку што сме нели од прилика држава, ние имаме веројатно некаде околу 30-40 илјади, може и 50, меѓутоа тоа се само евидентирани. Колку има неевидентирани не знаеме. И ако претпоставите дека живеат по 3-4 луѓе во, ако е тоа индивидуална куќа, значи ние имаме стотици илјади граѓани кои што живеат во бесправно изградени објекти, за кои што никој не може да гарантира што ќе се случи ако се случи земјотрес. Јакимовски, имавте ли вие консултации сега по однос на новиот закон кој што се носи Во однос на закон за легализација? Да. Искрено, реално, ние не треба да имаме нека комуникација, затоа што самата терминологија легализација карактеризира дека е нешто бесправно. Ние како градежна комора не учествуваме во тоа и така и не гледам причина дека би требале да се упуштаме во тоа премногу. Ние сме задолжени да комуницираме во делот на закон за градење, просторно-урбанистичко планирање, тие се основни два закони по кои што се работи, така да ја не гледам причина дека треба да бидеме ние инволвирани во делот на легализација. Она како градежна комора што го правиме и што е многу битно за нашите компании, уште и пред претходната година ние подпишавме меморандуми за соработка и со ИЗИС, подпишавме со градежниот факултет, се со цел градежните компании да ги доближиме поблиску до институциите кои што се одговорни или кои што се реално основата за секоја градба. Така да како градежна комора не гледам причина дека треба да учествуваме во легализација. Апсолутно, ако учествуваш во нешто, значи си соучесник. Не гледам потреба за такво нешто. Повеќе мислев од аспект да се аргументира на владата дека не треба или што би било подобро да се направи. Ние имаме како градежна комора и како градежни компании имаме доволно проблеми, затоа што ова што се случува, дупови, мораториуми и се останато, така да мислам дека е залудно да трошиме време, да губиме време за легализација, затоа што најчесто тоа што се легализира е на периферија. Тоа е реално надвор од нашиот домен, така да не гледам причина дека треба. Вие велите имате проблем со дупови мораториуми, но граѓаните се задоволни што има мораториуми во градба, особено ако го отвориме прашањето за аерозагадување. Сега тоа е супер прашање што го постои. Значи, ако гледаме во процесот на аерозагадување, градежниот сектор не учествува. Цврсто стојам на тоа дека градежниот сектор не учествува во процесот за загадување. Зошто?
Бетонот е природен материјал, железото е природен материјал, блокот е природен материјал и сите материјали кои што се потребуваат не загадуваат. Ако направиме една паралела од еден објект кој што се загрева или се топли на дрво и споредиме една зграда со 100 стана, јас црсто стојам позади тоа дека објектот кој што е еден само објект, огревно дрво повеќе загадува него 100 стана. Затоа што сите објекти кои што се градат од почетокот, да речеме од 2010 наамо, сите објекти се енергетски ефикасни, што значи има многу помала потребна на енергија при затоплување или при ладење. Така да ова е добра можност дека треба да се размислува правилно, што е можно, да се гради повеќе, квалитетно, да се носат урбанистички планови кои што се надлежност на општините, на градот и на Министерството за транспорт и врски, да се носат поквалитетни урбанистички планови. Се со цел да имаме... Но ако се градат зграда до зграда, со мало растојание, значи, ние сега викаме имаме закон, така? Знаеме кои се учесници, зошто не одговара некој за тоа што го направил. Значи, многу едноставно. Треба точно да се адресира и да одговорноста да биде, точно се знае кој во што учествува. Точно е предвидено согласно закон. Значи, не треба да се тоа става на терет на градежните компании. Градежните компании се единствено во насока изведувам, инвестирам. Да, значи, секако на градежните друга... компании им одговара во секој дел да градат, но прашањето е дали... Гледа што е многу битно. Независно дали е градежна компанија или било која компанија, која што работи. Што со вработените во таа градежна компанија? Како да опстанат? Треба да земат плати? Но треба да функционира. Значи, тука има посветено кариери кои што цел живот го посветиле и се остручиле за да градат. Значи тие луѓе што треба да се иселат? Но тоа не значи треба да градат надворот од Македонија. Не може да градат и во периферија, не значи па ќе градат во периферија кога ќе постои инфраструктура. Значи проблемот е многу поголем и многу подлабок. Ама тоа не значи како нема инфраструктура треба да градите зграда до зграда и да се бара, да се врши притисок. Дали вие како купувач на стан би купиле ако немате услови? Стан. Еве ќе изградиме зграда на периферија. Но нормално дали би купиле ако немате образование? А глеј, не е наша улога ние да притискаме. Нашата улога е за тоа што сме задолжени тоа да го правиме. Значи, кога се носат детални урбанистички планови, општината таа која што треба да предвиди во која насока ќе се развива одредена општина. И тоа не треба да се гледа како развој година-две. Значи, секоја општина треба да размислува на многу подолг период. Значи, треба да се постави стратегија во наредни 50-100 години како и во која насока, колкав булевар, каква улица. Значи, ние збориме, имаме искуство. Мораториумите, затоа велам, затоа се тие мораториуми сега да видиш што ќе се гради, каде ќе се гради, колку ќе се гради, дали ќе се гради. Не е законски установ. Не, тоа не постои никаде во свет. Мора да се реши тој проблем, не може да се гради зграда во зграда. Мислите дека со поминување на мораториумот сега се реши? Неверојатно се. Значи, што фали на Скопје? Значи, ние имаме сообраќајници кои што се проектирани и изведени пред многу години. Значи, ние сега како опозиција сакаме нешто да решиме, со носење на нови детални урбанистички планови, треба да најдеме начин како ќе се реши сообраќајот. Каков тип на сообраќај ќе биде во градот на Скопје. Значи, треба да се проектират подземни сообраќајници, треба да се реши јавниот превоз, во кој, значи, тоа треба да го мислат тие што се задолжени за тоа. Така. Ќе продолжиме и на оваа тема, одиме тука со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Да назад сме во студиото. Черни, колку е важна сеизмолошката обсерваторија кога се носат одлуки каде да се гради и што да се гради, па дури и граѓаните кога купуваат одредени станови, често велат, тука имам прочитано ова е потрусно подрачје или помалку трусно подрачје. Податоците што излегуваат од сеизмолошката обсерваторија, значи сите овие институции што сме присутни овека вечерва, значи основно за одредување на било какви параметри се потребни податоците од сеизмолошката обсерваторија. За да се тие, како да кажам, не поточни, меѓутоа со поголема точност да бидат, треба да на територијата на Македонија прво да има повеќе сеизмолошки станици, за да може тоа што го дава сеизмолошката обсерваторија да биде подобро да влегува во сите пресметки поратаму на одредување на параметрите кои што ги користат другите институции.
Сеизмолошката обсерваторија може да даде за земјотресите што се случуваат на територијата на Македонија и во пограничните подрачја, значи земјотресот, локацијата на епицентарот, магнитуда, интензитет на осетеност на земјотресот. Тоа е тоа првичното граѓаните што го очекуваат од сеизмолошката обсерваторија, таа инаку единствена институција на територијата на Македонија која што е задолжена со закон да прави сеизмички мониторинг и впрочем би апелирала до новинарите секој пат кој ќе има земјотрес да се обраќаат во сеизмолошката обсерваторија, а не да читаат други портали, бидејќи сме ние тие што сме надлежни да дадеме најточна и најрелевантна информација за тоа што се случува. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, ќе ве прашам, споминавте сакавте и слики да донесете за тоа во каква состојба е обсерваторијата, но еве не ги донесовте и никој ние сме виделе, често и сме снимали. Па значи тргнувајќи од тоа дека што е она што ви е потребно? Паднати се таваните на одредени простори, дека во сеизмолошките станици кои што се изградени 66-та година, прозорците не се сменети при дошт и ветер, значи тоа влегува внатре во просториите, дека дел од просториите се со мувла внатре. Тоа е тоа што и недостига на обсерваторијата, значи како прво, дали што е попрво, тоа веќе сум во голема дилема, значи вработувањата минимум 3 до 4 сеизмолога мора да влезат во обсерваторијата, односно физичари кои што ќе ги покријат сите дејности кои што се на сеизмолошката обсерваторија. Што се однесува до инструментариумот кој што го имаме во обсерваторијата, Министерството за образование во последните неколку години, од кога сум јас раководител на обсерваторијата, даде одредени средства каде што се купија сервери и опрема за сеизмолошките станици, компјутерска опрема. Меѓутоа не сеизмолошка опрема, значи сеизмометри и запишувачи, кои што се, да кажем, ајде не се прескапи, 10-15 илјади евра е од една сеизмолошка станица, тоа не е некоја огромна цифра. Тоа би значило да еден таков влог, една таква станица понатака минимум 10 до 15 години ги задоволува потребите на, нели, се развива науката и се развиваат, доаѓа се нови и нови инструменти, меѓутоа еден таков инструмент, подобар инструмент, 10-15 години е сосем задоволително. Друго што ни е најголемиот проблем фактички, што немаме одреден буџет за материјалните средства, значи се што бараме се оди со посебно барање до Министерството за образование. Морам да кажам дека се што сме побарале до сега, па да кажем едно 80% до сега ни одговориле позитивно, меѓутоа вработувањата се клучната точка. Да напоменам само 88 година кога јас се вработив во обсерваторијата бевме од 18, сега сме 4. Тоа веќе доволно кажува за состојбите. Да не кажам дека со сопствено возило одиме за одржување по сеизмолошките станици, со сопствени средства купуваме дел од опрема за научно истражување. Так, да. Даков, ако е ваква состојбата во обсерваторијата, градежниот факултет и кадрите кои што ги продуцира градежниот факултетите како имаат клучно значење во сферата градежништво, во она што е квалитетно живење, но и свесноста на кадрите кои што се едуцираат. Каква е единината на градежниот факултет и интересот кај младите? Вака, тешко прашање поставивте. Состојбата е навистина алармантна од аспект на вработување. Значи нешто слично сега можеби не сме од 18 на 3, меѓутоа постојат катедри кои што пред 10 години биле 10 члена, сега се 3 или биле 4, сега е единствен професор на катедра кој што предава 10 различни предмети. Значи состојбата е алармантна. Во минативе години сме добиле само едно вработување, да речеме, еден асистент, а ние годишно ангажираме по 35 млади демонстратори, што се замена некаква за поранешните асистенти, кои што ги плаќаме патем од сопствени средства. Значи, немаме млади, тоа ни е основен проблем. Нормално тие вработувања ги очекуваме да не бидат од
диригирани по политичка основа или национална основа. Треба да бидат стручни луѓе, треба да бидат луѓе кои што ќе образуваат млади кадри. Од друга страна, интересот на младите, она што е интересно, и покрај тоа што немаме невработен градежен инженер, внимавајте, немаме невработен градежен инженер, интересот опаѓа. Пред 3 години имавме 260 студенти запишани, оваа година само 100. На што се должи тоа? Може би да кажеме иселување, може би да кажеме помал број на средношколци, меѓутоа Многу факултети, тежок факултет. Да, меѓутоа факултет кој што има иднина и факултет за кој што секогаш има работа. Сега, ако имаме уште една апсурдна ситуација, морам да ја споменам, значи градежништвото као сектор е основен двигател на економијата, тоа сите го знаеме. Меѓутоа, платите кои што се објавени, да речеме, од Државен завод за статистика се подпросечни во секторот градежништво, што е или некаква грешка, односно или тоа се целокупното градежништво со ниско образовани, средно образовани и високо образовани, што можеби е некаква демотивација за младите да се запишат. Значи, вистината е малку поинаква. Така, Шишов се заклучува дека е можеби најголемата одговорност за тоа како се гради е кај вашата институција, иако нормално тука се и инвеститорите кои што ги градат зградите, кои што и објектите кои што се градат. Па добро, да, како што спомнавте, дел од одговорноста, не би рекол најголемата е на институтот, бидејќи, како што спомнав, согласно законот, ние правиме дополнителна контрола и изработуваме извештај за мислење за проектиран и изведен степен на механичка отпорност и сеизмичка стабилност. И мислам дека колку и да имало негативни критики, колку и да имаше различни коментари, овој член од Законот за градење, апсолутно дека во изминатите 5 години придонесе да квалитетот на изработените проекти, а со тоа и квалитетот на градбите се подобри. Тоа е неминовен факт кој што и целата градежна фела го признава и често пати на овие симпозиуми каде што презентираме наши трудови, тоа се покажува во дело. На крајот ја само би потенцирал кои се можностите за подобрување на ситуацијата, секогаш нели има можности, би апелирал, тоа разговаравме со претседателот на градежната комора и со останатите од реалниот сектор, да имаме подобра соработка меѓу науката и градежните компании, бидејќи мислиме дека во тој домен се уште имаме неискористени капацитети и мислиме дека апсолутно со нашите искуства и научни истражувања и резултати од истите можеме да придонесеме да нашите градежни компании први градат уште побезбедни и посигурни објекти, а и бидат поконкурентни не само на македонскиот, него пошироко и на европскиот, па и на светскиот пазар. Вас контролата на сите објекти ја правите вие контролата? Да. Буквално на секој еден објект што се на гради секој градежен проект, а инаку со бруто развиена површина поголема од 300 метри квадратни правиме и дополнителни контроли на лице место на 50% изведеност и на цела конструкција. И само уште едно нешто, ако можам, го спомна колешката Драгана, бидејќи и се провлекува темата земјотреси и слично, паника, загриженост, мислам дека има и место за подобрување во смисла на едукација на населението, информираност на населението, и тоа треба да почне од најраната возраст. Ние веќе потегнавме, имаме некои прелиминарни проекти заедно со Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за образование и наука, каде што како задолжително ќе влезе, покрај тоа што нашите деца и ученици учат дека Македонија има езера и слично, мора да се едуцираат како се однесуваат за време на земјотрес. Тук таа алка во сегашниот систем ни недостасува. Јакимовски, сепак оние од кои што ги купуваат објектите, становите, се инвеститорите, градежните компании, како да се зголеми довербата кај граѓаните дека навистина градите квалитетно, бидејќи откако ќе се купат становите, објектите, потоа се јавуваат серија на проблеми. Многу едноставно, од проверен инвеститор. Тоа е наједноставно. Значи, во таа насока потребна е поголема едукација. Еве еден апел и до самите купувачи. При купување на стан, тоа и денеска разговаравме, не треба да се носи брза одлука. Ние одиме за одредени производи, губиме повеќе денови и време и анализираме пред да го купиме, треба да се прави поголема анализа при купување на станови. Значи да се провери пред се кој инвеститор, каков тип на материјал се инвестира, како се вградува
и што добива како купувач. Значи не треба да биде пресудна исклучиво само цената, затоа што и како градежна комора до сега секој новинар ме прашал дали ќе паднат цените. Па ние треба свесни да бидеме сите, ако се доведеме во позиција да цените паѓаат, каде е квалитетот? Значи ние треба да се стремиме да имаме поквалитетни градби и тоа е нормално да цените одат во нагорна линија. Не можеме ние да добиеме поевтин стан, а да биде поквалитетен. Мислам, тоа е апсурд. Не треба така да се размислува. Напротив, секој кој што инвестира, треба да инвестира исклучиво во сигурен и квалитетен стан. Значи тоа е основата, па да се оди на варијанта доколку не е во можност да го купи станот, подобро е да живее под кирија година-две, меѓутоа тоа што ќе го инвестира, да го инвестира таму кај што е потребно, не само по секоја цена да се купи. Така, на сите ви благодарам за гостувањето во вечерашната топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.